Година и пол на власт, а уште со неприкосновен легитимитет меѓу граѓаните. Резултатите од првиот круг на локалните избори потврдуваат дека владеачката партија ја задржува поддршката меѓу народот, водејќи политики за кои граѓаните даваат зелено светло. Економските политики, инфраструктурниот бум, битката за расчистување со корумпираното правосудство, цврстиот став за спорот со Бугарија, односите со Европската унија. Се чини се дел од низата причини зошто и покрај идејните локални решенија, партијата на Мицкоски и понатаму е начело на секое поле во државата. На дел од ова синоќа се осврне председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој рече дека Македонија не избрала партија, туку насока, избрала вредности. Аналитичарите велат дека резултатите на локалните избори во полза на ВМРО ДПМН не се изненадување, туку само континуитет на политиката на владеачката партија. Со вчерашниот резултат граѓаните на некој начин ја потврдија поддршката која што ја дадоа на владеачката коалиција минатата година, и на ВМРО ДПМН, и на ЗНАМ, но и на ВЛЕН. И они имаат сега и дополнителна одговорност да ги исполнат сите оние очекувања кои што ги бараат граѓаните. Додека ВМРО ДПМН ги има на своја страна граѓаните, социјалдемократите како да не ја сватија пораката на минатите избори и сега им се заканува тотална нерелевантност, па дури и исчезнување од политичката сцена. Покрај поразот на парламентарните претседателски избори минатата година, партијата на Филипче, барем според освоените гласови, го допре своето дно. Овие избори СДСМ освои најмалку гласови од нивното постоење. Аналитичарите велат дека на СДСМ му треба уште време за суштинска консолидација и дека граѓаните даваат шанса на проекти, а не на дневни политизации. СДСМ сега е во ситуација да се бори да се врати на второто место на македонската политичка сцена, а долг е патот да се приближи на ВМРО ДПМН. Се имаме ситуација каде што ВМРО ДПМН има неприкосновена поддршка од граѓаните, а потоа се СДСМ и левица. Значи не е веќе она што беше ВМРО ДПМН и СДСМ, туку сега имаме се создава пополека еден друг дуалитет и борба за гласови за кој ќе биде втора партија на македонската политичка сцена. Тоа е она која што е реална закана всушност за СДСМ во моментов и они мора се разбира да се обидат преку реформи, реструктурирање, да се одлепат и повторно на некој начин да се приближат на ВМРО ДПМН и да го повторно да го затврстат оној дуалитет. И покрај сите порази, Филипче е уверен дека тој треба да седи во претседателското столче на Бихачка. Не планирал да си поднесе оставка, туку само соопшти дека резултатите на изборите не биле посакуваните, но сведочеле за процесот на консолидација на партијата.